Она што следува во проложение, веќе знаете, веднаш по вестите во 7:30, е предвиден по сценариото на ова утринска програма и првиот разговор за ова утро. Нашите гости и нашата слободанка, нашиот гостин и нашата слободанка се веќе во десниот агол од студиото, како што и гледате. Добро утро, Слободанче. Добро утро, Ирина. И добро утро до твојот ценет гостин, доктор Игор Костов, субспецијалист по васкуларна хирургија. Изборувате на интересна и многу корисна тема, баш наменета за овој период, за топлото време. Како влијае топлото време кај лицата кои имаат проблем со проширени вени? Така е, ти имаше можност да разговараш за кардиоваскуларни проблеми со неговата сопруга во утринската програма. Да, имавте исто така можне добар разговор кој што е корисен за сите нас, одличен, да. И како што и напомена и кажа, токму така во овој период каде што некако нагло температурите нема некое преодно време за да се подготвуваме веќе, имаме нагло затоплување, па ќе зборуваме за тоа како топлото време влијае кај лицата кои имаат проблем со проширени вени. Меѓутоа, прво, добро утро и добре ни дојдовте, докторе. Добро утро. Драго ми е што сте дел од нашата утринска програма. И се надевам дека убаво се чувствувате утрински, да кажам. Па температурите не се толку високи, утрински. Чекаме кога ќе дојде зголемувањето на температурите, па почнуваме да размислуваме веќе на тие скопски високи температури. Така е. Како да ги избегнеме на некаков начин. Ајде сега да зборуваме за она за што сме ова утро и тука. Топлото време има сите оние кои што имаат проблем со нозете, поточно со проширените вени, но дали само кај проширените вени имаат проблеми најмногу луѓето кога е вакво нагло затоплување на времето и кога доаѓаат летните периоди, или пак не мора да значи? Прво тоа да го прашам. Топлото време не делува добро на човечкиот организам, поготово кога доаѓа до нагло зголемување на температурите, бидејќи доаѓа до едно ширење на крвните садови на кои телото веќе не е навикнато, бидејќи подолг период бил другачија температури. Доаѓа до ширење на крвните садови во нозете и оптеретување на истите. Доколку човекот не е спремен за да ги поднесе тие повисоки температури, нема добра мускулатура на нозете, нема доволна подвижност, постои поголема телесна тежина. Во тој случај доаѓа до нивно оптеретување со појава на отоци, кои нормално го намалуваат неговата способност да се движи, да обстојува, да ја работи својата работа, така да му ствара потешкоти. Ова се факторите, причинителите кои што ги наброивте, да кажам, за сите оние кои што се соочуваат токму со вакви проблеми со нозете. Меѓутоа, секако дека од ова што го кажавме, постои сигурно дека и решение. Меѓутоа, за решението нешто малку подоцна, зошто промената на времето, поготово топлото време, најмногу влијае кај луѓето кои што имаат проблем со проширени или варикозни, како што ги нарекуваме, вени. Малку тоа вака да ни го пообјасните сликовито, да кажам. Главната причина е неможноста на крвта да се врати назад во телото. Нормално артерите ја пумпаат крвта во нозете, доколку постојат попуштени вени или вени кои не можат да вршат својата функција, ние кој што викаме инсуфициентни, доаѓа до застој на крвта во нозете. Застој во крвта на нозете доаѓа до излегување на течноста од крвниот сад, од вената, и истата ја пумпа таа меѓуклеточна содржина, таа ствара течност, која не може да се врати назад во организмот. Ова течност, доколку подолго време обстојува во ногата, предизвикува воспалителна реакција, која воспалителна реакција се карактеризира со појава на црвенило, оток, болка, нелагодност, ноќни грчеви. Така да, желбата на секој доктор и неговата можностите што ги има, е да како таа течност од нозете да ја врати во циркулацијата.
за да спречи да се појават овие работи што пред малку ги споменав. Ги споменавме, а не се ни малку добри за здравјето на сите кои што се соочуваат токму со вакви проблеми, со проширените вени и кои што во овој момент можеби кога не слушаат знаат многу добро и за што зборуваме и какви се нивните болки со кои што тие се соочуваат. Меѓутоа, ние споменуваме и затоа се ова утро тука, да споменеме и да кажеме дека сепак кај топлото време навистина многу влијае, врскавните садови кои што многу убаво објаснивте, доаѓа до проблематики со кои што се соочуваме, меѓутоа постои решение. Сега нешто малку повеќе околу решението, ќе зборуваме за операциите малку подоцна, меѓутоа сега за оние кои што можеби и подлегнале на оперативен зафат, но повторно имаат проблем со болки во нозете и така натаму, кое е решението и што е она што тие треба да го сторат кога имаме вакви топли денови и кога имаме болки во носете? Да го исклучиме тоа дека можеме да избегнуваме изложување на температура, бидејќи сите имаме своји работни обврски кои не може да ги избегнеме, така да излегувањето на топло ние секој не вие. Мораме, така да. Значи тоа го исклучуваме. Втората работа што треба да секој човек да ја прави е грижата за своите нозе. Грижата за својата телесна тежина. Физичката активност со јакнење на мускулната пумпа, мускулите во задната ложа на поткрилницата кои треба да бидат доста чврсти бидејќи тие представуваат срцето на ногата. Ја пумпаат крвта назад во циркулацијата. И трето, што е можда најмалку популарно, е носење на компресивните еластични чорапи кои многу помагаат во враќањето на течностите назад во циркулацијата. Еластичната компресија, иако изгледа дека е доста тешка за носење во овие тешки летни денови, таа многу помага кај пациентите и кај сите други луѓе, бидејќи таа ја зголемува лимфната дренажа и ја намалува таа реакција воспалителна во нозете. Значи, неизбежни се сепак и во топлите денови овие компресивни чорапи кои што ги споменуваме, затоа што можат и како да допринесат за здравје, за доброто здравје на нозете. Меѓутоа, споменавме и кажавме дека сепак и физичката активност е добре дојдена. Се соочувате со проблеми со проширени вени од која најмала возраст генерацијски, па секако се разбира сигурно дека и повозрастните веќе одиме натаму. Дали има промена во тоа? Дали се повеќе и младите имаат проблем со проширени вени? Постои феномен дека денес младите луѓе брзо растат и дека она што порано беше мала возраст, сега е средна возраст. Средна возраст. И тоа се промени, да. Бидејќи самото брзо растење, значи брзо истекнување на оние проблеми што следуваат со растењето, исто така и појавата на попуштените вени. Секако, во нашата амбуланта веќе имаме пациенти на своји 13, 14, 15 години кои веќе имаат проблеми со таа хронично венско попуштање. Значи, налекувањето на овие пациенти, кој до сега беше во касни пубертетски години, сега се намалува и влегува во една фаза на ран пубертет. Секако, начинот на лекување не е како кај возрастните луѓе, него се почнува со еден конзервативен третман, грижа на своето тело, намалување на телесната тежина и секако носење на компресивни еластични чорапи. Ова се трите најважни нешта кои што треба да ги практикуваме и треба убаво да ги запомниме, да, за здравјето на нашите нозе. Ги споменавме и младите кои што се соочуваат и со ваквите проблеми, меѓутоа мене ќе следи прашањето дали генетиката тука игра главна улога за сите оние лица кои што се соочуваат со проширените вени. Секако. Генетиката е еден од најважните фактори кои се битни за појавата на попуштените вени. Тоа е самата градба на крвниот сад, на кој му недостасуваат еластични влакна која стваруваат таа чврстина на вените. Кај пациентите кои имаат генетика за појава на попуштени вени, постои голем потенцијал попуштените вени да се јават во животот. Така да
тие Треба да пациенти следиме. треба да се следат и да имат своји превентивни, да преземат превентивни активности кои можат да го спречат појавата на варикозни вени, од кои ќе ги споменем овие 3 работи кои веќе ги спомнавме: грижа за телесната тежина, редовно вежбање и носење еластични компресивни Може чорапи. почесто да ги споменуваме, да, за да влезат во меморијата на сите оние кои што се соочуваме со такви проблеми. Меѓутоа постојат решенија. Сега ме интересира оние кои што се полесните, да кажам, аптека ни е достапна, па дали помагаат оние гелови за разладување на нозете кои што се нудат нели на пазарот и така натаму? Дали имаат некакво влијание или пак во ублажување на болката, но и на отоците? Сите медикаменти се направени заради помагање на состојбата на пациентите и секако дека имаат влијание на на самиот проблем. Но единствен лек што реално помага, тоа е чистиот диосмин, кој е прифатен од сите меѓународни васкуларни хируршки здруженија како лек кој помага во третманот на хроничната венска болест. Така да можем да го препорачам диосминот. Диосминот, така. Како лек кој помага за ова заболување. Мастите и геловите кои се продаваат во аптеките заради помош на хроничната венска болест ладат и на тој начин ги намалуваат тегобите на пациентите. Но не очекувајте чуда. Бидејќи тие не се направени моментални тие се за да ја лечат состојбата, него да помагаат во секојдневните тегоби. Така. Сега дојдовме и да ги искористиме овие последните минути од нашиот разговор до тоа кога веќе е потребен оперативниот зафат, кога се во прашање проширените вени, па и на таков начин да се помогне кај сите оние кои што естетски ги нервира кога ги гледаат, но секако дека и за нивното здравје исто така е многу важно сето тоа да се среди на таков оперативен начин зафат кој што вие секако го правите кај пациентите ваши. Иако не популарно, доаѓаме во состојба кога пациентите веќе тегобите се доста големи, така да веќе треба да се подложат на еден оперативен зафат со кој да им се помогне за да се намалат нивните тегоби. Обично пациентите кои се подложуваат на овие оперативни зафати се од клинички стадиум 2, значи на појава на варикозни вени, до клинички стадиум 6, каде што има отворена рана на ногата. Овие клинички стадиуми ги проценува лекарот при посетата во хируршката амбуланта. Каква хируршка процедура ќе одбере лекарот за лекување на пациентите зависи од неговите способности, квалитети и искуство кое го применува. Така да при вашата посета кај лекарот кој ќе ги лекува вашите нозе, он ќе ви препорача според вашата состојба која имате, со која хируршка процедура ќе започне вашето лекување. Така. Тоа исто така преку доплерот, сите го бараат доплерот најверојатно. Што е она што доплерот најмногу вас ви прикажува и покажува проблеми со кои што се соочува пациентот? Што гледаме преку него? Васкуларниот колодоплер или венскиот колодоплер е одлична и најдобра алатка за брзо, ефтино и релевантно проценување на состојбата на вашите нозе. Бидејќи со колодоплерот проценуваме степенот на попуштање на вените и можноста и потенцијалот да се направи одредена хируршка процедура. Така да прва алатка која ќе ја преземеме во прегледот на пациентите со попуштање на вените е колодоплер сонографијата. Малку сега и околу, да кажеме, оперативните зафати, ке наречеме класична операција на вени постои, меѓутоа постои она другата која што ќе ми помогнете во вашата нели болница Светина Охридски, на начин на кој што исто така се врши оперативен зафат, нешто слично како ласер, меѓутоа со радиофреквенција или како беше? Добрите стари хируршки процедури во последно време почнуваме да ги избегнуваме, бидејќи се појавуваат помалку инвазивни процедури со кои можеме пациентот брзо да го опуштиме дома и да се врати на секојдневните активности.
се помалку во венската хирургија работи скалпелот, а се повеќе работат катетерите со кои овозможуваме таа намалување на таа хроничната венска инсуфициенција со делување на таа вена на која таргетираме. Начинот на кој тоа го правиме е со радиофреквентната аблација, апарат кој го имаме во мојата болница. Исто така и лазерската аблација и едно поново лекување со цијанокрилатот или лепакот за вени. Во летните денови овие мини хируршки, мини инвазивни процедури се повеќе и повеќе ги применуваме, бидејќи се многу полесни за пациентите, бидејќи полесно се враќаат на работното место, помалку носат еластични компресивни чорапи. Така да се враќаме во нормала за брзо време, да. Тие хируршки процедури веќе почнуваат да одат во заборав, да се применуваат се помалку и помалку. Така. Онда што, еве, за крај ќе биде вашиот совет, јас би сакала уште еднаш да споменеме, зашто да не, затоа што многу е важно, затоа што летниот период може би не е толку добре дојден за физички активности на топлото време, меѓутоа постојат оние вечерни часови. Дали пешачењето исто така можеме да го земеме во предби за зајакнување на мускулатурата, треба повеќе да пешачиме, да бидеме физички активни како што споменавте, но и да внимаваме колку што сме високи, толку и да бидеме тешки, да немаме проблем со нозете, да не ги оптеретуваме, да. Трите златни правила. Златни правила за крај, уште еднаш да ги запомниме. Во лекувањето на хроничната венска болест, тоа се грижата за телесната тежина, физичката активност и носењето на компресивните чорапи. Оној кој што не може да ги носи компресивните чорапи, што правиме со него? Кај тие пациенти на крај следува оперативниот зафат. Оперативниот зафат доаѓаат кај вас и секако вие сте тој доктор кој што се грижи за сите оние кои што ги имаат овие проблеми. Доктор Игор Костов, многу ви благодарам што одвоивте време во овие утрински часови да зборуваме за проблем со кој што се соочува голем број од популацијата во Македонија. Имаме ли статистика? Се смета дека 40% од популацијата во една држава има проблеми со проширени вени, а 40% од нив во текот на својот живот ќе побара третман од васкуларниот хирург. Ви благодарам уште еднаш, па се гледаме повторно. Се разбира, имаме и други теми на кои што можеме да зборуваме. Ние тука ќе завршиме со разговорот, ќе се одјавиме, а ти, Ирена, ќе си продолжиш со следни содржини.